Подпишувањето на рамковниот договор беше првиот чекор, а референдумот е следниот чекор за заокружување на иднината на Македонија. Е заедничката порака на учесниците на панелот на тема Патот до Брисел преку Охрид по повод одбележувањето 17 години од подпишување на рамковниот договор. Премиерот Зоран Заев, кој беше еден од паналистите, порача дека она што останува е граѓаните да бидат храбри и обединети и да искористат историската шанса за Македонија која нуди референдумот. И како што пред 17 години храброста на граѓаните, но и на нашите политичари ја извлекува Македонија од криза, сега нам ни се дава можност да бидеме храбри и конечно да донесеме вистинска одлука за да обезбедиме нашата иднина. Иднината на нашите деца еднаш за секогаш. Знам дека на 30 септември обединети ќе зачекориме со дигната глава и ќе бидеме творци на светлата иднина на Македонија. Ќе создадеме подобро утре за нас и за нашите поколенија. Сигурен сум и цврсто верувам дека ќе избереме Европска Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски по завршување на панелот истакна дека се уште не донеле одлука дали ќе го повикаат членството да го бойкотира или да излезе на гласање на референдумот. Нормално разговараме со стотици граѓани на дневно основа, исто така ги консултираме и партиските тела, партиската структура. Во периодот што следува ќе имаме состанок на извршниот комитет на партијата, ќе имаме состанок на централниот комитет, така што можеме да кажеме дека во едни вакви историски значајни моменти за Република Македонија темелна и исцрпна дебата е неопходна во општеството. Лидерот на ДУИ Али Ахмети во своето обраќање истакна дека Македонија бара да стане членка на НАТО и Европската унија, бидејќи во нив гледа развој, напредок и сигурна иднина. Ние ќе се ангажираме со сите капацитети кои ги имаме. Нивото на организација ќе го подигнеме на највисоко можно ниво, за да се мобилизира секој граѓанин, да го информираме секој граѓанин дека овој процес никако да не биде неуспешен. Евелин Фаркаш, поранешна заменичка на помошникот секретар за одбрана на Соединетите Американски држави задолжена за Европа и Азија, ги повика граѓаните да кажат да на референдумот и порача дека евентуално неговиот неуспех би значил и неуспех за владење на правото, демократијата и мирот. Македонија кажа не на митото и манипулацијата која доаѓа страна на Русија. Поранишниот командант на НАТО генералот Барни Вајт Спунер истакна дека од големо значење одлуката која ќе се донесе на референдумот со кој треба да се заокружи процесот за иднината на Македонија.